Еден од најсилните адути на оваа влада се разбира е економијата. И се разбира, од време на време мораме да се посетуваме на врвните достигнувања направени во изминатиот период. Еве, например, пред 2 месеци, министерот Ставрески не израдува со информацијата дека ни обезбедил екстра поволно кредитче. За најдобра е избрана понудата на Deutsche Bank, која што вклучува позајмица од 250 милиони евра на 5 годишен рок со отплата на крајот на 5-тата година, значи bullet payment така наречено, при што каматната стапка е фиксна и изнесува 6,83% во моментов. Тоа е исклучително добра каматна стапка, имајќи предвид под кои околности се задолжува другите земји од регионот и пошироко во Европа. Прекрасно, прекрасно, навистина прекрасно. Секогаш се радувам кога министерот ќе ми каже дека ме задолжува за уште некое милионче плюс. И додека се подсетуваме, да слушнеме уште еднаш што значи овој екстра поволен кредит за нашата држава во ситуација кога земјите од регионот и од цела Европа се задолжуваат под екстра неповолни услови. Средствата се обезбедени од најголемата европска банка, комерцијална банка, значи Deutsche Bank, која што има најголема актива и најголем износ на финансиски средства од сите банки во Европа, што потврдува дека Република Македонија има реноме за да добие средства од ваква банка. Тоа бе. Ви викам јас дека имаме реноме. Цела Европа пропаѓа, банкиве едва им даваат кредит на земјиве, дури ако им го дадат кредитот е со астрономски каматни стапки, а ние бе гајле немаме, абе топ не бие. Значи, секоја чест, министре. И се разбира, дај да видиме до кај се пари, еве помина повеќе од 2 месеци, очекувам министерот да ни каже до кај се нашите 250 милиони евра. Во последните 30 дена има влошување на состојбите на пазарот на капитал во Европа заради неизвестноста со изборите во Грција и заради состојбите во Шпанија и Италија. Тоа е бе, ви реков јас, катастрофа е цела Европа, цела еврозона, цела Европска унија, море цел свет пропаѓа, ама ние си имаме реноме. Што значи, министре, да оставете ги овие што пропаѓаат, нега си пропаднат туку, дај кажете до каде се тие 250 милиони кои Deutsche Bank не ги дава поради нашето реноме. Најверојатно ќе одиме на опција на помало задолжување од иницијално предвиденото, значи во оваа фаза разговараме за 75 милиони евра, кои што можеме да ги добиеме по цена која што е прифатлива за нас, онаа што претходно ја објавивме. Господине Ставрески, министре, што се случи? Зошто помало задолжување? Зошто само 75, а не 250 милиони евра? Па нели имавме реноме? Нели за разлика од цела Европа, ние без проблем сме добиле еден ваков екстра поволен кредит со едни вакви екстра поволни услови? Мене навистина не ми е јасно. Ама да, нема друго објаснување. Ни завидуваат бе, ни завидуваат што толку добро ни оди, па ги убедиле овие од Deutsche Bank да ни дадат 3 пати помалку отколку што си имавме договорено. И сето тоа само за да испадне дека немаме реноме. Да си се засрамат, да се засрами цела Европска унија. Тие овде ќе ни го рушат реноме.